Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи вие си имаме право да знаеме вистината. Вечера во вистината спокувана во некои 77-78 минути. Прв дел на интервјуто со Павле Трајанов. Многу ексклузивни работи. Бегството на Груевски, како Хашим Тачи преку Македонија е носен во Косово. Првото интервју со Али Ахмети. Служби, мрежа, пајажини, криминали, аркани, така натаму и така натаму. 77-78 минути прв дел на интервјуто со Павле Трајанов, а станете со нас, сигурно нема да зажалите. Павле Трајанов, председател на Демократски сојуз. Пред војната во Украина имавме едно интервју кој поделивме на 2 дела, помина одлично. Последна година, сега веќе повеќе политичко некоја интервју. Да. Па баш вечерта кога требаше да се имитува интервју, тогаш започна инвазијата на Русија врз Украина и веројатно концентрацијата сепак беше на тоа што се случува во Украина, но мислам дека имаше доста голем број на гледачи што го гледа, што го коментира, така да јас од тоа што го видов и коментарите сум задоволен дека сепак предизвикало бројни реакции, бурни реакции од страна на тие што ја следат емисијата во Центарот. Како ќе преме се, ако со политичари, ако со полицајец, бидејќи со Павле Трајанов кога се разговара, тогаш е дилемата дали како со политичари или како со полицајец. Слободно вие прашувајте, јас сум тука сега што сте власт или опозиција. Ако почнахме да договараме интервју, бевте власт, кога го стигаме интервјуто, вие сега сте опозиција. Така што сте вие, власт или опозиција? Мислам дека ништо не се променило. Ние и во суштина бевме символично застапени во власта, но бевме заедно на избори, бевме па не сте албанска партија. Да сте албанска партија. Со еден пратеник имавте 2 или 3 министерски места. Сега во македонска партија со еден пратеник, едно заменичко за локална место. Самоуправа, заменик министер, без било какво влијание во било какви одлуки што ги носи владата или пак министр за локална самоуправа. Го заменуваше Горан Милевски. Што може да го заменува Горан Милевски? Баш ме интересира што Зоран Димитровски може да го заменува Горан Милевски. Во кој дел го заменуваше Горан Милевски? Беше присутен координирано на комисиите кои што се расправат некои од законски решенија или се носат одлуки. Исто така беше често присутен на седници на владата на место министер Горан Милевски. Така мислам дека добро се работува. Горан Милевски го праеше, учествуваше многу активно во тоа мнозинство 2021 година, 13 ноември. Било дека само Малчекор фалел да го ставише тогаш подписот дека ово убедување на Пасиев, ово убедување на Алтернатива, тогаш ово убедување на Алијанса на албанците било правено дека дел на пратеници уште тогаш 2021 година 13 ноември, нели пред доаѓањето на холандскиот министер, односно премиер Марк Руте, дека всушност Горан Милевски има многу активна улога, па викам да не сте го заменувале уште тогаш да не го заменувал Зоран Димитровски, уште тогаш Горан Милевски во таа операција. Па не, во таа операција беше инициирана од ВМРО ДПМН и тие направија во суштина парламентарно мнозинство за да падне владата на Зоран Заев, но двајцата пратеници од ЛДП кои што претходно се го согласиле со ВМРО ДПМН. Но покасно, мислам дека кога веќе се знаеше дека кои се го сочинуваат парламентарно мнозинство, под влијание на СДСМ, мислам дека тогаш се повлекува двајцата пратеници и дополнително се повлече Кастриот пратеникот Реджепи и така остана 60 пратеници не падна. Јас тогаш имав во јавноста затоа што со никој не разговарав. Кај бевте тогаш? Бевте власт или опозиција? Што бевте во тој момент? Парламентарно мнозинство. Имав јасно кристален став дека бидејќи сме биле заедно на избори со СДСМ и другите политички партии, дека ако се направи ново парламентарно мнозинство без мене, но јас тогаш ќе бидам во опозиција. Значи, не учествував во, условно кажано, рушењето на владата предводена од Зоран Заев. Тоа беше влада која беше лигната, која беше мртва веќе, нели? Зоран Заев оставка, изгубени локални избори и така натаму. Тоа ќе го разговараме во текот на емисијата, меѓутоа тука сакам да не ни избега интервјуто во некој друг правец. Пред 3 месеци или 4 месеци имавме интервју со Борис Стојменов, понанешен министер за финансии во владата на Лјупчо Ѓорѓевски, бевте во таа влада. Изрече или кажа 2 работи. Дека вие сте имале апсолутно огромна улога во преговорите со продажбата или
поврзани со продажбата на Окта и продажбата на Стопанска банка, дека сте комуницирале со грчкиот министер за финанси, дека сте комуницирале со грчките службени лица, само го цитирам јас Борис Стојменов, и дека де факто вие сте ја обавувале функцијата на министер за финанси на Македонија или на министер за надворешни работи. Не така сега, не знаете дали сте власт, дали сте опозиција, тогаш не знаехте дали сте министер за финанси или министер за надворешни работи или министер за полиција. Министер за финанси беше Борис Стојменов. Јас бев министер за внатрешни работи. Тогаш се соочував со исклучително сложени безбедносни проблеми. Тогаш беше интервенцијата на НАТО врз СР Југославија. И апсолутно нити сум се бавел со финансиски проблеми, така натаму. Ниту еден не познам од банкарите што преговарале, што разговарале. Тој процес се го водише Борис Стојменов. Меѓутоа, се што искажа, значи оставам на неговата совест и свест, бидејќи ама апсолутно ништо не е точно. Значи, од каде тогаш? Не знам. Вие и Стојменов бевте многу бевме блиски. пријатели, меѓутоа Слободан Богоевски заедно со Змејковски со Стојменов ја прават политичкиот после малце се скарани или се разделија нивните патишта. Борис Стојменов беше практично секојдневно во мојот кабинет, ние разговараме за како министер за министер за финанси, но никош не сме разговарале за приватизација на Стопанска банка, продажба на Окта и така натаму. Тие работи си ги водеа надлежните министри. Председател на влада, министерствата, бидејќи голем број на компании за кои што сега се отвара дилема, тие беа на списокот од владата на Бранко Црвенковски за заговари. Монетарен фонд инсистираше некои да бидат приватизирани како услов за подршка финансиска на Македонија, добивање на кредити, така натаму. Така да еве повторно кажам дека оставам нека суди јавноста, но оставам на совеста и свеста на Борис Стојменов дека размислува дали тоа што го зборувал јавно, дали апсолутно има ама било каква вистина. Значи се конструкција, се измислици. Тренов. Вие и Слободан Богоевски ги прете првите тајни релации со грчките служби. Па и Грилакис и така натаму и така натаму. Емануел Малелис, Маноли, условно речено не под ваша контрола, не знам дали бил соработник и на македонските служби, бидејќи бил соработник на грчкото воено разузнавање, бил соработник на грчките служби, македонец со потекло од Бабчор, во наводници посвоено дете од неговата тетка и подоцна преземен од грчките служби. Димитриос Контаминас, мој главен ментор, што се вика. Заштитник на Емануел Малелис, веќе покоен една или на 2 години. Меѓутоа вие и Слободан Богоевски, бидејќи секојаш нели ве доживуваме во пакет со Слободан Богоевски, сте имале целоста контрола врз Емануел Малелис. Тој ги врши првите контакти со владата на Лјупчо Георгиевски. Веројатно оттамо и ова кажување на Борис Стојменов дека вие имате блиски, вие и со Бутари сте имале, со цела таа солунска група сте имале блиски релации. Каква комуникација Маноли, пошто е починат, сега, значи, со Борис Стојменов. Со вас мислете, со вас, со Значи, Слободан он Богоевски. повеќе беше близок Маноли со службата за државна безбедност, со тие што раководеа. И јас покасно, да речеме, сум остварил некакви средби контакти со него, но што сакам да нагласам и за Маноли и за Грилакис. Маноли имаше исклучително важна клучна улога во односите помеѓу Македонија и Грција. Независно тој што сега му се препишува соработник на една на друга служба, тоа е ирелевантно. Во најголемите кризни моменти, кога се заоструваат... Бил соработник или не бил? Бил. Немам документи, немам доказ дека бил. А така го веројатно сите што сакат да наштетат на него, на семејството, викат соработник на тоа. Значи ние сме биле сериозна служба. Да. Значи важно е дека Каракачанов, тој имал Манел исклучително позитивна улога во односите. Меѓу Македонија и Грција. Тогаш кога било криза на политички основи кризата, тој ги отворил патишта за комуникација. Тајни средби со министри, со председател на влада и така натаму. Тој е главниот што донесе неколку милиарди грчки капитал во Македонија. Емануел Малелис. Од цело Бабчор. Да. Тој имаше една исклучителна добра способност да оствари добра комуникација и да ги спојува, условно кажано, министри, председатели на влада, на држава,
грчките носители на високи државни функции овде со Македонија. Значи тој ги отвараше патиштата. Вие сте учествували? Само кога беше ембаргото или забрана на патување, кога Грција не сакаше да го слушне зборот Македонија, кога ни забрани влез на нашите граѓани да одат за Грција, да поминуваат границата. Јас, Слободан Благоевски, Алекс Одоневски, во организација на Емануел Малелис, бевме во Грција. Преку Бугарија со авион отидовме во Атина и тогаш остваривме голем број на средби. Сега само една работа, можеби тоа веќе сум го спомнал. Тогаш ја подготвив како да минуваме границата. Не го признав пасожот, патот испрана на македонската држава и предложив, може ли на еден лист картија напишувате име, презиме, број на пасоши и со тоа да минуваме границата. Значи она што беше патната исправа, односно книжен пасош, како го подготвив, ја предложив на грчка страна формуларот, да. Значи од вас е тоа направено. Ама тоа беше во организација, таа средба беше во организација на Мануел. Грилакис беше таму и министри и така натаму. Добре, треба значи Борис Стојменов значи дека не говори само лаги, значи вие сте имали комуникација. Немало врска, тие разговори биле нормализација на односите меѓу државите. Архитект на преговорите за продолжба на ОКТА. Не, апсолутно не. Значи архитект на нели Лупчо наевен ништо не знае, Борис Стојменов чесе, нели тој ништо не прави и Павле Таранов испадна така во интервјуто дека бил главен архитект. Апсолутно. Приватизацијата се одвиваше согласно законските стандарди и институции, организации кои што за тоа беа надлежни. Финансии може имала дело надлежност. Вие значи не сте имале преговори? Никакви разговори, преговори, апсолутно не. Да. Помнавте 99-та година, уште едно прашање за 99-та година и ќе одиме на овие актуелни политички теми. Палењето на американската амбасада. Да. Имаше познати новинари во процесот на палење на американската амбасада? Значи, по тоа време знаете, многу тешко е сега да со слика на Свети Ѓорги, на слика на Свети Ѓорги качен таму качен на оградата на палење американската амбасада. Сега познат силувач на во македонската јавност, нели, кој се пали како во Фичо работа. Тоа беше тие беа инсталации на Космо Македонија. Беа тензиите многу големи. Македонија имаше голем број во Македонија граѓани што беа пројугославенски, просрпски определени. Натаму имавме и натаму има голем број на роднински врски во Србија, таму иселени семејства, поврзани. И кога започна војната операција против СР Југославија, во суштина против Србија, тогаш некои од политичките партии, посебно СДС на тоа време, започна протести. Организира протести против НАТО. Значи, замислете на каква сложена состојба, кога ние моравме да обезбедиме границата со Косово, да нема прелевање на ефективни сили, да речеме ротација на УЧК од Македонија во Косово, да држиме стабилно границата, тие започнаа протести. Значи СДСМ и некои помали политички партии, или СДСМ беше главниот организатор на протестите. Во една таква ситуација, меѓу другото, Драган Павлович Латас беше новинар кој што во суштина ги повикуваше на протестите преку медиумот, Сител, но имаше и други, вклучено околу сите овие активности. И на денот на протестите, кога започнаа протестите, МВР бевме ние добро организирани. Значи имавме околу 3000 припадници на посебните единици. Толку добро организирани што амбасадорот у подрум се скри. Едве го извадивте тамо за малце фоките ќе интервенира да го спасат амбасадорот. Имаше по директива на СДС на раководството, да не ги кажеме мината, имаше направи обструкција на тој што раководеше со единиците за обезбедување, даде налог наместо тука да чуваат амбасадата да се упатат према Александра Палас, каде што беше сместен опсе и таму беа сместени голем број на припадници. Таму беа со джипови бели така натаму така. И тоа беше обструкцијата и тука тој момент го користат бидејќи беше тоа организирано.
допаднат во пријавницата која што не беше заштитена апсолутно. Пријавницата На амбасадата. И второ, тие не обезбедиле амбасадата, не знам какви биле проценките. Значи, ограда која што еден од граѓаните ја бутна падна. Падна оградата. Оградата, нема заштита. Или да објасниме за гледачите, тоа е до сега до средното училиште Орси Никол Николовичус проти зоолошката градина. Не кај што е на Калето горе, туку старата амбасада. Кога, бидејќи добив информации, но имаме проблем, се блокира системите за врски, телефоните се блокира. Кој ги блокира? Тие што го организираат протестот? Или Белград? Главно, или Белград? Главно беа не, мислам дека главно беше тоа што дека СДСМ, не сакам да напаѓам СДСМ затоа што да не добие интервју до друга димензија, не ми е тоа интерес сега. Можете сами сте коалиција. Да, не, апсолутно. Минатата година бевте коалиција, не смеете имаше да ги систем на напаѓате. повикување. Оние разработиле систем како да Значи повикат, мрежа. да дојдат да биде помасовно и сите телефони тука на таа локација голем дел беа активирани и тешко се доаѓаше до врските, а поради силните сврежи и така натаму, и радиостаниците тешко функционираа. Јас дојдов во тој момент, значи организирав, дојдов од задната страна со противпожарни скали, влегов во амбасадата, а дури се дадов налог на специјалната единица да дојде тука и да расчисти. Кај беше амбасадорот подрум доле? Сега Амбасадорот е сега амбасадор значи, на Америка во Белград и во Србија, Кристофер Хил, еден од најголемите дипломати во последните 20 години. Јас кога дојдов во дворот, го гледам, а еден од помошниците не може да издаде наредба, команда за да интервенира полицијата. Ја издадов наредба за 3 минути, нема ни 5, се расчисти. И имаше новинарки доле у подрумот. Познати македонски новинарки. Може да имало, не се сеќавам сега пијат кафење со Стео Пендаровски. Знаете што беше интересно? Значи јас влегов долу, во подрумот. Земале десетина луѓе, земале не знам, дали од јараболот една бандера и сакат со неа да влезат, да ја срушат вратата, да скршат вратата за да влезат во амбасадата. И добро, тоа го расчисти специјална единица. И јас сега влегувам долу и му разговарам со амбасадорот Хил, му кажувам дека он не слуша, значи е толку збунет, да не кажам се, преплашен за него, за персоналот, сепак се работи за демонстрации невидени, со огромна агресија, знаеш. Како американскиот амбасадор во Техеран. Он сега бара помош бара од, не знам, единица на падобранци, фоките требале да дојдат во интервенират. Јас му објаснав дека нема никоја расчистена амбасада. Ама се он не може да верува дека избегал тука и сега ја влегувам, вика расчистена цела. Викам нема никого, сите се отидени. И полека се смири, така да... Ви просте некогаш, тој е сега клучна фигура, гледате, како доаѓа една година, имате драматично атерирање на Вучич и српската политика. Од државниот секретар тогаш на Америка, неговиот заменик, добив најголемо признание за мојата улога околу надмирување на кризата во амбасадата, без да има било каква здраве. Дури имаше една голема конференција во Александр Палас, мислам заменикот на државниот секретар за кој што беше главен за војната операција, зборам политички оддел го врше, кажа пред сите дека ме спомна по име презиме и добив аплози и подршка од сите присутни таму, бидејќи тоа бе се странци од амбасадите, дека за улога што сум направил, значи да се заштити амбасадата, да нема жртви, да нема тешки последици, така да тоа заврши. Тренов. Инаку пред 2 недели. Инаку сигурно дека ние припремаме, расчистиме се кој што бил, многу се е направено. Знаете така кој Сега ги знае сите податоци, бидејќи висок функционер на СДСМ сега бил ли тогаш во организацијата? Значи нема да кажувам имине, бидејќи не би тоа целта. Ми ги редој, ќе кажете нешто. Сигурно дека СДСМ беше и од нив некој беше заложен оперативно да ги води тие операции. Вие Боро Стеменов велите ништо не кажу, се има излажено. Велибер Джаровски, Джаро многу ве почитува, вели дека вие и Миле Зечеви се двајцата најдобри полицајци кои ги имала Македонија изминатите 30 години. Го гледавте тој интервју, меѓутоа и го спомнавте Джаро вие во вашето интервју, нели, на оној разговор кај Лјупчо Ѓоргиевски со Весли Кларк, кој требало да биде детектирано, лоцирано кај се наоѓа Желко Рагнатовиќ Арка. Меѓутоа го спомна Миле Зечеви, го спомна вас.
Јас бев министер за внатрешни работи, тогаш претходно сум бил подсекретар или директор на јавна Миле, значи бил безбедност. 2 години. Сум бил помошник Полицај. за оперативни операции, сум бил началник на аналитика, така да сум извршувал многу одговорни функции. Бил Миле Зечевич во организација на Не можам протести? да потврдам. Немам такви. А може да демантирате или не може да демантирате? Нити да демантирам, да потврдам, се што е, кои сите што биле вклучени, има огромно досие, материјал. Тоа досие го има ЦИА, така да не би сакал, што сме вака пријатели со Зечеви сега, јас да го дискредитирам, бидејќи била друго ниво на комуникација или дискредитација, така да не. Зечевич учествува хајката што ви се води преку Ninfomax и разни портали во Република Македонија со испраќање на пораки, читање во живо и сите тие денунцирања кои се прават на македонската политичка сцена, бидејќи ние ќе разговараме, јас исто ќе ја прашам зашто сега баш е напуштата влада, меѓутоа никогаш не сум сакал преку одредени нарачки да поставувам прашање на моите соговорници. Тоа што го мислам, што било кажам. вака, би било некоректно сега од мене да врз основа на некакви непотврдени информации, коментари, да отварам сега условно кажано војна со Зечевич, бидејќи сепак сме имале добра соработка со него, долго време комуницираме. И не би сакал сега да на било кој начин јас сега лично да го дискредитирам него, бидејќи ова ниво на да речеме што се случува на комуникација, на политичка дискредитација во парламентот е многу ниско ниво и сега би бил дел од тој процес ако започнам сега со лична дисквалификација на било кој. Она формулација на Джабовски. Али сигурно дека тие што биле во СДС, сите се добро обработени во тоа време, направена документација против дел од тие што упаднаа во амбасадата се поднесени кривични пријави. За некои не можеме да ги поднесеме кривични пријави, бидејќи тогаш прислушуваните разговори не може да бидат доказ. И затоа некои условно кажано се спаси од кривичен прогон, а заслужија да понесат голем дел од одговорност. Прислушувањето 2001 година или кога објавува Бранко Цренковски, тоа веќе не бевте министер за внатрешни работи, вие 99 година декември ме менуваат во таа позиција, меѓутоа се случува некаде почетокот на 2000 година, значи јануари 2000 година, една година подоцна или се објавуваат тие разговори, беше многу индикативно на изјава на Љупчо Ѓоргиевски, кога од собраниската говорница му се обрати на Бранко Царенковски, спомна прислушкување на дипломати, на амбасадори и прислушкување на председател на државата Борис Трајковски. Дали сега многу внимателно да го поставам прашањето, нели ни вас да ве донесам во некоја непријатна ситуација, ниту пак да ме обвинат за некоја државна тајна. Дали брат на висок разузнавачки функционер во моментот околу чие именување беше крената бура во јавноста изминатите 7 или 8 месеци и дури после аферата Онишченко се расшири тамо ситуацијата, без ваше знаење на прислушкување на одредени политичари во Македонија, го има допишано името на Борис Трајковски, уште едно име. Да, имаше прислушкување, секојаш имало, меѓутоа јас сум еден министер што сум водел сметка на законските прописи. Никош не сум дал налог да се прислушкува од политички или други причини. Само ако се исполните уставните законски основи. Тоа значи тогаш во тоа време само за странски разузнавачи, бидејќи МВР ја врши контраразузнавачката активност, сум подпишувал такви решенија или ако има одлука на суд, а зборувам дека во тоа време уставни пречки имаше да се прислушува. Сигурно, покојни Арбен Џафери. Да. Постојано велеше дека бил прислушкуван од македонските служби. Разговори кои ги имал со Косово, со Ветон Суро и Катјуша Јашари претходно. Беше прислушкуван? Не беше прислушкуван таа 99 година? Знам, тој разговор што го објавија, и дали на неговиот го оставија на товар на министрот Павле Тренов во тоа време, се испостави дека се работи за класичен фалсификат, односно допишан е бројот да се прислушкува Борис Трајковски и прислушкувањето е направено на 23 јануари. И тој разговор објава. Следната година. 2000 година. Кога веќе заминувате? Кога јас не сум бил министер на внатрешни работи. Тоа прашање јас сакав да го расчистиме. Значи прислушкување на Арбен Џафери и на налогот за Борис Трајковски, да. Е допишан Борис Трајковски. Да, допишан, класичен фалсификат. Ако имало потреба се прислушува некој од
да речеме, разузнавачи кои работеле тука против интересите на Македонија и сега на истата листа, условно кажано, го допишале да можат да обезбедат. Сега да не ја објаснам целата операција, или важно дека беше прислушкуван Борис Трајковски и тој разговор беше објавен и јас инсистирав да се расчисти таа работа, меѓутоа немаше интерес тоа да се расчисти. Борис Трајковски амнестираше доста Димовска и уште еден началник на оваа управата за прислушување и го затворија тоа прашање. Ова не го расчистија, иначе имаше реакција од Бранко Црвенковски, па вика не бевте вие цел за напад и тоа беше напад према Лупчо Георгиевски, према доста Димовска. Тоа случајно излегло овој разговор со Борис Трајковски што е прислушкуван, случајно излегло. Јас тогаш кажав дека апсолутно не е коректно да ме обвините министар за внатрешни работи дека сум го прислушкувал председател на државата. Но тоа е веќе пуч, тоа е веќе државен удар, тоа е сериозно. Ја барав тоа да се расчисти и да понесе одговорност тој што го направил тоа, меѓутоа се смени власта, го заштитија и така. Тој човек нели на Facebook многу пишува сега, е многу активен, важи за бранковист, нели, а брат му е именуван пред неколку месеци на една клучна безбедносна разузнавачка структура во Република Македонија. Актуелниот директор на Агенцијата за национална безбедност со овие случаи нема никаква врска. Тој 98 или кога тогаш е, не сакам да кажам, тогаш е примен на работа и не е дел од сите овие случаи. Може бил сведок што се случува во МВР, во службата за државна безбедност и така натаму, но не можам да препишам било каква одговорност на негова страна. Вашиот во наводници ученик, шеф на кабинет или за односи со јавност помошник министар Стеопен Даровски е председател на државата. Задоволни сте од Стеопен Даровски или не сте задоволни? Јас лично да, бидејќи сме ние добри пријатели, полицајци, еднаш полицајци, стално полицајци. Цел кажам соработник, додека бев министер, тој што соработил со вас? Медиумската кампања водеше информации на новинари. Па добро, и беше многу битно како на некој начин ќе бидат фабрика за информации беше, фабрика за информации. Мислам дека тогаш тој воспостави добра комуникација со новинарите, доби подршка и тоа беше основа за да биде пристап во јавност и да стане на крај крајва председател на било дека кога медиумите немаат што да кажат во вести или да пласират одредени информации, од Стеопен Даровски им ги дава. И тогаш и сега. Па сега не знам. А тогаш знам дека ги даваше. Сега нели е констерниран дека некој нешто го слуша, дека некој нешто му пренесува информации, протекуваат информации така натаму, тој секогаш бил фабрика која ги пласирала тие информации во македонската јавност. Со него значи сме имале исклучително добра соработка. Требаше да биде удъба вработена, ујавна безбедност вработен, таа е една приказна која постои во македонската јавност. Тогаш го примевме во МВР. Како привредник требаше да биде примен во државна безбедност Слободан Богоевски не прифаќа да биде примен. Не, немаше такви. Така се случило, тогаш примавме доста кадри и тој беше потенцијален кадар, имаше интерес преку негови пријатели поблиски, така натаму да така беше. Тој беше шеф на кабинет на Диме Ѓурев, нели 90. Беше шеф, тогаш бев јас еден од условно кажано суспендираните или да речеме разрешен бев тогаш, јас од подсекретар, бев советник на министерот Фрчковски, а Стео Пендаровски беше шеф на кабинет и бевме тука многу близко, се работувавме цело време, така да... На почетокот на кариерата е генерален секретар на партијата која води Јованчо Донев. Нели она партија која произлегува од партијата на Славко Милославски, Социјалдемократската партија поради која СДСМ не може да се именува или да се запише во судскиот регистар. Социјалдемократска партија или како беше на Милосавлевски. Знам дека беше он близок со него, јас исто сум бил близок со Славко Милосавлевски. Генерален секретар на таа партија, така вела, така нели се... Не можам да детали сега не си ни сеќам, сепак тоа било не била таа некоја морало ке вас да помине, морало се да е согласност од службата за јавна и за државна при регистрирање на политички партии. Тогаш ПДП мораше македонец да има во тие што ја регистрираат партијата за да може да биде така беше законот во Република. Добро, знам дека имаше ака политички амбиции Стео Пендаровски, беше уште тогаш со Панде Лазаров се дружеа заедно со Славко Милосавлевски и така натаму. Јованчо Донев. Па Донев. Ја не бев дел од таа, да речеме, група и не знам детали како се тоа се одвивало, но
Тогаш беше плурализм, се формира политички партии, веројатно сакал да биде дел од сите тие политички Таа случаи. партија подосна Бранко Јаневски, нели? Ова што беше Рада Шакерова, Јани Макрис и така натаму, таа е таа политичка партија. На крај завршува ке Бранко Јаневски и ги прави, нели, сите тие. Да, пропадне таа на крај. На крај пропадна, нели ги правеше тие гешефти. Носител на листа, Да, Рада со исто Шакерова, име и исто така, презиме и така натаму. и влечеа по неколку гласови, ако не друго еден пратеник. Да направи проблем. Така, Да направи проблем. Трнов, ај само уште ова да реши само уште две работи. Брано Мичуновиќ, како вели Джаровски Джаро, а вие сте биле секојаш чадор на Велибер Джаровски Джаро и ви давал информација и сте го покривале, бидејќи без подршка на службите или на полицијата не може тие луѓе да функционира. Татвото на Миле Зечовиќ, најдобар пријател со Брано Мицуновиќ. И имате слушнато таа приказна? Јас сакам за Джаровски. Прво, тој заслужува да добие национална пензија. Зашо за криминал се дали? Па не за криминал, затоа што, речеме, тој успеал да ги донесе сите естрадни уметници од Југославија во Македонија. И обратно, нашите уметници да ги промовира на Југославија. Бил пар екселанс организатор и така натаму. Ако Джаро за криминал треба да добие национална пензија, тогаш овој силувачот во Фичано ќе бара борачка пензија. Се борел таму во Фичото. Ајде да го ставиме ова на ќе најде два сведоци, ќе бара некој борачка пензија. Джаро е најголемиот балкански разузнавач. Джаро. Има Значи, информација. Тој имал повеќе информации, ако компарирате со цела служба. Значи, имала информации на Југославија пошироко и секојаш биле точни. Зависи на кој ги пласира. Се разбира дека многу битно е кога ќе добиете информација да можете да ја разберете. Джаро, меѓу другите информации што јас кога разговаравме, кога беше Весли Кларк во посета на Македонија и разговорите ги водеше со господин Лјупчо Георгиевски, прво што, бидејќи некој не го тоа фателе, прво што ме праша, суштина ме нападна Весли Кларк, вика, господине министре, вика, вие војниот командант на НАТО. Вие, тој ги водеше војните операции против Југославија. Вика, вие го чувате, Аркан вика, тука престоја кај вас. Викам, апсолутно не е точно. Викам, со секој случај ќе консултирам службите. Се јавив на службите, разузнавање, контраразузнавање и викам најбрзо да ми најдете каде е Аркан. Но сега вака размислувам, викам... Тогаш е Бојан Бојановски, прфект на службата. Или Службите не знам, викам колку брзо ќе реагират. Но се јавив на Джаро, викам, за 5 минути да ми го најдеш Аркан, да ми кажеш точно каде, али немој да случајно да ми дадеш погрешна информација. Немаше ми 5 минути, вика, сега разговарав, Аркан ја вика во Исламо Белград, сега хотел Југославија точно. Тој имаше казино во хотел Југославија. И ја му кажав одма на Весли Кларк, викам, господине генерале, можете да проверите, Аркан е таму. И он цело време беше практично, он командуваше со војните операции цело време на компјутер, сателитски телефони, тоа време беа. Чуше тогаш. Тогаш, да. Ја користе Македонија како одредена база, тука беше. И на крај, кога заврши, на крај се извини, вика, господин министр, во право сте, Аркан вика во Белград. И така. Ови Бокер што беше, нели, што го спомнат се Србите, тој имаше седиште тука и во Охрид, нели, од тука се става, оде екипите ги става локаторите, врз база на тие локатори, подоцна точно се правеа тие бомбардирање на тогаш на СР Југославија. Најсилниот логистички центар во тоа време. Тогаш. НАТО. Значи, тука беа сите операции се одвива во суштина преку Македонија. Ние немаме ни избор, ние не можеме да се спротивставиме на НАТО да не вршат прелети или да стационират воени единици во Македонија, кои што подготвува, тогаш НАТО подготвуваше копнена интервенција према Србија, Косово. И се распоредија. Копнен пат, копнено од Македонија. Да. Тоа до тоа не дојде, бидејќи имаше интервенција. Тука ракетни системи ги активираа сите. Но околу Вокер неговата улога беше преку ОПСЕ за заштита на човековите права и така натаму, заштита од режимот на Милошевиќ на правата на албанците, во суштина тие ги лоцираа сите клучни објекти каде треба да се фрлат, да се, не знам, преку ракетници системи, авиони, каде треба да фрлат бомби, така натаму. Три. И за да
Тоа го образлага дека да има помала штета, да бидат многу прецизни нападите на НАТО на територијата на Косово, каде што во суштина беа лоцирани единици на српската војска, полицијата, инфраструктурни објекти, мостови, не знам, железнички пруги, некои складишта, резерви кај што се чува нафта, храна и така натаму. Не само тука, покасно знаете дека воените интервенција се не само во Косово се продолжи исто така и спрема Србија, Белград, мостовите, не знам. Во рафинери и така натаму така. Три работи ми се битни тука и ќе отидеме после на внатрешна политичка анализа. 99 година амбасадор во Македонија е Кристофер Хил. Сега амбасадор на Америка во Србија, односно во Белград. Има многу се уште спекулации, бидејќи никој нема излезено јавно да каже дека Кристофер Хил со тогашниот собственик на авиокомпанијата МАТ одат во тек на еден викенд во Рим, кај што се наоѓа во политички азил или како да го дефинираме Ибрахим Ругова, и го убедува дека ако сака да гради политичка кариера, дека треба да се врати во Приштина и во Косово, и како не се врати, тие ќе најдат нова политичка фигура, Хашим Таči или така натаму и така натаму. Имавте ли вие како Министерство за внатрешни работи информации дека Кристофер Хил со авионите на македонски авиотранспорт оди во Рим и има средба со Ибрахим Ругова кај што го убедува дека мора да се врати во време на НАТО интервенција, во време на она војна со Милошевиќ со СР Југославија со армијата? Немавме такви потврдени информации, затоа што главно сите информации што ги добивавме и размени информации беа преку НАТО, тие што има одели за безбедност, преку нив ги доа информациите и преку Централната информативна агенција на Соединетите Американски држави, кои што апсолутно беа во функција на поддршка на Македонија како независна самостојна држава. Меѓутоа знаете како Не можете да потврдите, значи не можете да потврдите дека таква средба но знам дека ние во два наврати се чини заедно со странските разузнавачки служби правевме тајни операции за префрлање на Тачи во Косово. Хашим Таči. Хашим Таči. Од каде? Преку Македонија. Значи таа сепак беше многу суптилна. Значи имаше канал. Па ние бевме главната логистика, тие процесите. Како оди Таранфев за гледачите помина колку 99-та година помина 25 години или нема да ве. Па слична операција како што господин Никола Груевски напуштил Македонија, никој да го не види. Значи службите мора да знаат. Значи без служби, Па не може ако да речеме сака да организира било која странска држава. И овој во ГП го ставите. И Хашим Таči во ГП го ставите. Вакви специфични операции, тајни операции мора да знаат службите во Македонија. Случајно може и случајно да се открие да настане инцидент. Значи треба да преминува границата, треба да некој полицаец само кај Дебар или кај Кичо го застани Груевски. Да, ако не било организирано, ако не било брзо возел, ќе му бара сообраќајна дозвола и така натаму. Така да. Од кај го носите Хашим Таči, од која дестинација на која дестинација? Па сега детали толку, не знам, преку Албанија беше, мислам. Преку Албанија, значи. Па истото и Груевски преку Албанија. Изгледа истата траса Истата траса е користел Груевски, како што користели Хашим Таči. Имаше, тој период беше најтешкиот период, посложен, потешок, ако компарирате тоа што се случи 2001 година. Меѓутоа, МВР функционираше и сите служби, функционира како швајцарски саат. Значи, ние тогаш направиме бројни операции. Одземавме огромни количини на оружје. Парализиравме формирање на 99 година, кога беше нападот. Затоа што целата идеја беше конфликтот да се прошири во Македонија и интегрално да се разреши албанското прашање. Тоа значи еден дел од Македонија да биде дел од голема Албанија. Уште 99 година. Тоа беше идејата на водството на УЧК, поддржано од Албанија, но поддржано исто така и од НАТО. Зборам, поддршката беше за во Косово на НАТО, но водството на УЧК, тие мислеа дека на овој начин, ако го просират конфликтот и дека дел од територијата на Македонија ќе припадне. Ова е многу битно, се извинам. 99-та година е тоа. Тогаш тоа го спречивме на најдобар можен начин, бидејќи функционираше државата, функционираа службите. Еве само да потсетам, имавме десетици илјади
парче оружје од западниот дел на Македонија зема, бидејќи 97 кога се распадна Албанија, голем дел од оружјето се трансферираше и во Косово и во Македонија. Значи, тука ние имавме многу успешни операции. И другото, започна да формират кели во кампот за бегалци, во камповите за бегалци, кој што требаше да... Стенковец 1, Стенковец 2, Стенковец 3. Да, но и во Гостиварско, во кампот Тетовско и така натаму. Сакаа да направат кели, да се организира, да ги вооружи, да започне практично војна во Македонија. Војна во Македонија. Значи не 2001, туку 99 година беа подкрепени. Тогаш све беше парализирано, меѓу другото. Тогаш е таа средба со Кристофер Хил и со дипломатскиот кор во Да, Република. Кима и тоа ќе додам. Една од големите операции беше околу рудникот Лојане, каде што запленивме огромни количини на оружје, но поради неспретноста на некои од функционерите, а сега да не ги споменам, некои починаа во тоа време, инаку бевме ние подготвени, разработен план, тогаш кога ќе дојде паравојната формација на УЧК овде да престојува. Да биде апсена. Ќе апсеме. Проценки беше на американци дека може би подобро што се случило вака, бидејќи ќе имаше тешки последици, затоа што рудникот беше миниран и била каква експлозија, тоа ќе настанеше тамо. Имаше тамо многу оружје. Многу оружје беше. Кој беше начело на тие паравојни формации 99 година? Многу е битно бидејќи Хашим Тачи, Кадри Весели и така натаму отидоа во Хак на топол оброк 3 пати на ден пред 2 години врз база на тие случувања поврзани со 99 година и подосна со жолта куќа. Пред 2 години. Значи ова е како некој влез во внатрешна политичка анализа што ќе правиме. Пред 2 години беше повика на разговор Јали Ахмети во Приштина. Дури имаше одредени најави дека тој може да замени во Хаг, па дури и самиот очекувал дека такви се најавите. И овој конфликт кој сега се случува, огнени момци, структурите на ДУИ, околу тоа дали ако Али Ахмети биде испратен тамо, кој би можел да го замени лидерската позиција во начело на веројатно само ова што претходно беше ли Ахмети дел на тие паравојски што треба да нападе 99 година? Бил дел од, да речеме, водството во Косово, дека учествувал во подготовките околу УЧК, операциите на УЧК. Дека Ахмети е дел од ветераните од мозокот, а усвари Хашим Тачи е избран од постарите. Кадри Весели и така натаму, Џавид Халитај. Имаше голем број, некој загина, како помлад кој ќе треба да биде во прва борбена или фронтмен на целиот процес. Го знаете вие водството во тоа време, кој беше во Косово, вклучително и актуелните лидери на партии во тоа време. Екзимо Стерни беше таму. Вие кажете дека Екзимо Стерни кога собирате оружјето 91 година. Значи не знам улогата на Екзимо Стерни, а тука знам територијалната тоа сум го кажал. Нели дека не го предала оружјето. Само да се вратиме назад, значи бидејќи дојдоа. Ама со политичар разговараме, не зборуваме. Не со полицаец, вие како полицаец, можете како политичар кажете. Над 500.000 бегалци. Добро. Значи, ги прифатиме, ги сместиме, ниту еден е настрада во Македонија. Така беше. Настрада. И кога ги добиме информациите дека се подготвува исто сценарио, да се преслика сценариото од Косово во Македонија, господин Борис Трајковски организира средба со амбасадорите од земји членки на Европска унија, односно на НАТО. И мене ме повика, значи без претходна подготовка, собране сите амбасадорите тука, и сега започна коментари во насока дека Борис Трајковски тога заменик министер. Министер за надворешни работи, он тоа го организирал. И сега тука има коментари околу активноста на полицијата, забрана на движење, ја спречиме да се движат, да комуницират и така. Имавме секаде полициски патроли, имаме организирано све да блокираме било каква екстремна активност на територијата на Македонија. И сега тоа на некои од амбасадорите им сметало. И започнаа критика, дискусија, за да скратам, јас тогаш ми реков, доколку и натаму вие поддржувате било кој од вас вакви активности, екстремни активности, ние сме подготвени, како што прифатиме 500.000 бегалци да во Македонија, ги сместиме секаде, безбедно, ние ќе ги вратиме назад. За 24 сата имаме 400-500 автобуси од градски собраки во Скопје, од цела држава, ќе организираме, ќе ви товариме назад да се чувате во Косово. Престана била каква дискусија, заврши средбата. Добро, Тренов, тогаш од Македонија веројатно заминува, оде во Јуник
има со крсничи, како со јашари и така натаму, со ова паравојска, бидејќи тога се уште беше паравојска, беше уште терористичка организација, така нели дефинира УЧК, не дефинира како регуларна војска, и Ричард Холбрук, па и Кристофер Хил и така натаму. Дали од територија на Македонија се прават тие логистички посети на Јуник, на овие што се клучни по Дуево, клучни места што се на Косово? Многу тешко. Ние ја затворивме границата. Тоа беше клучниот проблем. Да не се снабдуваат со муниција, со оружје, со лекови, паравојните формации УЧК се снабдуваат Македонија, бидејќи на тој начин ние директно ќе се вклучиме во војните операции. Директно. Сега, тука беа НАТО единиците. Преку важниот простор на Македонија се одвиваше таа војна операција. Значи, цела логистика, разузнавачки информации, сето тоа што бевме со НАТО. Меѓутоа, не бевме директно вклучени сега од овде да се подготвуваат паравојни формации, да се офрлат во Косово, а ние знаеме дека тие може и тука да останат. Ама тие се вратија терена од 2001 година. Најголем дел од тие структури, после беше тоа, значи, тоа ние се што направиме, значи, ги нарушиме односите со Србија, се што направиме за, условно кажано, формирањето на косовската држава, УЧК, водството на Косово ни врати да ни ги прати паравојните формации да нападнат Македонија. Со првите барања, вие знаете дека територијални претензии има. После, под интервенција на Америка, тие ги трансформира своите барања во петото, шестото комунике, веќе се првите комунике права и слобода на да ги избркаме словените од нашите вечни огништа, нели тоа беше? Видите, има логика тоа што го заговара 99 година, сака да го ефективира 2001 година, мислеа дека тоа може да се случи. Лучо Георгиевски тоа го прифати, Борис Трајковски тоа го прифати, нели вие се борите против Илирида се борите, нели? Односно вие Слободан Богоевски ја растурате целата таа групација Илирида. Меѓутоа, вашиот генерален секретар Зоран Димитровски го опишува текстот за размена на територии, кој прави бура на политичката сцена. Завршува со оставка на Ѓорги Ефремов, тој бе генерален секретар во партијата. Тоа беше најконтраверзната идеја за размена на територии на население. Екзил во Америка една година го нема за да се стиша аферата. Во вестникот Вечер, тој е главен уредник и го објавува текстот за размена на територија. Тој е генерален секретар на вашата партија. Вечер на Македонија беа провладени вестници. Тој кажува дека од него тоа го барале Борис Трајковски и Лјупчо Ѓоргиевски, значи тој е дел на таа група. Се вие ќе спасувате Македонија, Западна Македонија, вашиот генерален секретар не убедуваше 2001 година дека треба да размениме територии и да се откажеме делови од... Не е таа негова идеја, апсолутно не е таа негова идеја. Тој да го смените, видите, вие сте борец поголемо да пасија против албанците, вашиот генерален секретар. Не сум ја против албанците. А вашиот генерален секретар сакал да им дај Тетово гостива и делови таму од Слуга. Дебар. Да го зачуваме територијалниот интегритет и да бидеме држава за сите да имат исти права. Еден дел на Македонија мислам дека беше уредник на Вечер и како што и сега, ако е провладен вестник, човек на доста Димовска. Да. Ако е провладен човек на доста Димовска. Ако е провладен вестникот ќе мора таква информација по баре на председател на владата да се објави. Но ја не знам дека Зоран Димитровски ја поддржува таа идеја, нити сега, никош во разговорите не се слушна. Ако не поддржува, знаете, ако нешто не поддржува, вие, например, не поддржувате овој бугарски, француски предлог, кој се излагат од владата, не гласате. Ако нешто не поддржувате, вие нема да гласате, веќе тоа веќе било принцип. Сепак друго време и за овие прашања сепак може би е добро да направите на интервју со Зоран Димитровски, ќе одговори на тие прашања, затоа што стварно не сум ги следел тие околности. Јас во тоа време бев експониран во јавноста, барав да има добра соработка, да се формира заеднички штаб помеѓу полицијата и армијата, да работат ефикасно, бев против било какво поделба на Македонија и благодарение на Соединетите американски држави спречија можна подела на Македонија. Тогаш кога видува дека нашето раководство дека нема поддршка таа идеја за размена територии и население се откажа. Ама логистиката и силниот притисок беше од САД. Само тие спасија во тоа време да се распадне. Значи цело време од почетокот на формирање на Македонија ние имаме огромна поддршка, затоа треба една посебна емисија како таа поддршка од Соединетите американски држави се ефектуира конкретно. Еве меѓу другото не знам кога
еден воен официр, разузнавач, оди кај председателот на владата Лјупчо Јургиевски и вика дека престои напад од Србија врз Македонија. И мене ме вика, тие министер, ја му реков дека овој трезга глупост, кој врска нема со животот. Нема никаков напад, дека проблемот се подготвува сценарио Косовско во Македонија. Не сме загрозени од Србија. И тој Лјупчо го ишутира, дека бега од тука, ништо не разбираш и така. Така имаше запалени, ќе доаѓа таква воена формација. Неколку го постоеше реална опасност. Имаше реална опасност, да речеме, СР Југославија да не нападни, да интервенира. Кога имаше реални основи, позиции на НАТО. Реални основи, кога да речеме објективно можеше JNA да интервенира, да направи воен удар, но ние никош не дофме до информација дека има таква одлука. Тогаш имаме силна логистика од Соединетите Американски држави. Кога е тоа? Па тоа е 91 година. 91. Имате дислокација на JNA. Имате индиција дека JNA се подготвува да направи. Да, такви информации добивме и тогаш разработиме план. Соединетите Американски држави во базата во Авијано да подготвени ако тргне било каква воена формација против Македонија, дека тие ќе интервенираат. И тоа не беше силна гаранција дека можеме овој процес од Авијано, од базата Авијано кој ги врши. Можеме овој процес на градене самостојна независна држава тој процес да го развијаме. И сега, пошто сме зборувале какви све операции тогаш направивме околу да биде Македонија самостојна држава. Од Тренов. Презаме на границата и така. Кого планира од JNA да стават на чело на државата ако направи воен или државен удар? Кој беа тогаш анализите? Па има логистика тогаш политичка тука. Партијата на Стојанов беше пројугословенска. СДСМ поголемиот дел беа раководството пројугословенско, просрпско. И има силна логистика, база тука за евентуално ако се случи таков удар, веројатно рачунале на тие политички елити да бидат дел од власта. Но сепак тоа беше во ниво на сензитивни информации собирани. Главно беше тогаш кога сакаа да преземат војната евиденција за резервистите. Тогаш ние направивме една најголема полициска операција, најдискретна, кога ја земавме војната евиденција за резервистите од потресните единици на Министерството за Републички секретар за одбрана. Тоа беше најдобро организирана операција и тогаш покажаме и на JNA дека сме способни. Само гзимострени или да е документацијата од Дебар? Гзимострени. Тој највише се спротивуваше, ама и него го смирим и се откажа. Осмините гзимострени. Тоа го зборуваме. Добро, Тренор Сизинов, гледате. Дел од структурите или од генералштабот на УЧК војната 2001 година се поранешни официри на JNA. Сега нормално нема некој библиотекар да стаите вие да видите член на генералштабот на УЧК, меѓутоа индикативно дека поранешни офицери, капетани, поручници, што е знам полковници на JNA беа во раководните структури на УЧК. И многу нели тоа го анализира дали може југословенското контраразузнавање или воената служба на поранешна JNA и понатаму 10, 15, 20 години да има своји логистики, своји бази, своји упоришта преку кој може да влие, па дури да биде во најтесниот круг или раководството на структурата на УЧК. Значи, војната служба, војното разузнавање или контраобавештајната служба, имала своји инсталации секаде, имала и помеѓу албанците. Најмногу викат најмногу. И нашите служби имале соработници помеѓу албанците. Тако бил системот за ситна привилегија ќе прифати соработка. Некој да добие оружје, некој нешто друго да добие, некој да легализирате пиштол, некој нивче за марихуана, така. Мотивите биле различни, но имало голем број на луѓе што соработувале. Но и соработувале и македонци, и срби, и сите, така да не ги посебно двоиме, но имало и предпоставам дека кога ќе се воспостави на соработка, таа викат на трајни основи соработка и таа сигурно во одреден период може да биде пасивизирана, прекината, али некош
тој соработник ќе се активира. Така. Ќе му се дадат насоки, задачи, ќе се барат од него информации. Веќе поминува доста време. Треба сега да кажа дека кој еднаш ќе стане Бледеат соработник. тие врски, тие позиции веќе бледеат колку што можам да проценам. Вела дека американците дел на таа структура врз база на дадени информации почнале самите да ја користат. Дека старата структура, старата мрежа на коси, па дури знаете кој се прави Краљевина Србија некаде 912-913 година, османлиите или турците им ја дават старата мрежа на своји соработници на просторот на Македонија, на просторот на Косово и така натаму, бидејќи како велат Пашич и целата таа екипа долго време не можат некои бунтови, некои буни да може да ги сопрат, да ги стават, да ги адаптират и дека одат во Анкара, односно во Истанбул и таму ги добиваат информациите. Дека и американците врз база на старите косови структури, удби структури во Македонија и во регионот ја презимаат мрежата. Ја користат до ден денес таа мрежа. Па, мислам дека според моите информации, бидејќи долго време присутни и странските разузнавачки служби, дека тие успешно продреа во албанската средина, секаде, и на Косово, и тука, и во Србија, и добива изборни информации што се случува. И во некои процеси, веројатно, тие ги насочувале што треба се случува понатаму. Така да, таа соработничка врска што се воспоставува е многу силна и тој прима информации, прима задачи, но исто така дава информации и извршува наредби. Што ќе му се каже? Што ќе му се каже? Така да, Каракачанов, така да, не не е Каракачанов, спорно. Мануел Малелис. Странските служби, посебно американските служби, се многу јаки служби, со традиција, имат посебни студии, обука и така натаму. Дел од нашите разузнавачи исто таму се обучувани. Значи поминале. Поминале, да, сигурно дека таа работа е тешка, сложена, но еве што смени американците последните години и поред тоа што има најразвина современа техника за следење, прислушување, сепак они одлучија дека клучно е да имате човек. Значи човекот е клучен. Клучен. Има проблеми, има Се вратија, прво одеа на тоа. Сателитски Машина, снимки, тоа се е во функција на разузнавање и се е ефикасно, но најефикасно ако имате човек соработник. И они на тоа последните години најмногу внимание посветуваат. Значи сменија својата стратегија. Имавте ли вие информации за Али Ахмети 99-та година? Уште две прашања. Ја мислев дека ова ќе биде 5 минути, 10 испадна 56 минути, а ево ќе го направиме како една емисија, а политичката анализа, или ова што го носите тука, нали, за борба против криминал, корупција, ќе направиме втора анализа, планиравме една емисија, меѓутоа гледате стари луѓе кога ќе почнат да зборат и кажуваат работи што сакали и што не сакали. Значи сакам уште две работи. Она средба во Гранд Хотел, кога е Аркан и српското подземје присутно во Република Македонија, тој во време на ембаргото на санкциите, Владо Камбовски, тука Аркан, целото тоа српско подземје, кога е направен договор да нема испукан куршум на територија на Македонија, бидејќи сте биле близок со Љубисав Иванов Зенговли, значи тоа ќе прашам сега до крај на емисијата. И тие заедно со Бошко Трпевски и со овој борачот од Фичерот, кој може борачка пензија да му дајме ако вие на Џара му дајте естрадна пензија, се први кои се присутни на средба со Слободан Милошевиќ, Белград, седнати таму на Томанчето кај Слободан Милошевиќ, а вие сте биле блиски со Љубисав Иванов Зенгови и дали за Али Ахмети сте имали информации 99-та година, ајде да го закружиме, но околу 1 сат да не трае информација. Имаше информации, јас мислам имав информации за неговата активност, за неговата улога. Службите работеа тогаш, имаше информации, неговото движење, активноста, имаше такви информации. И јас, пошто добием информација, во тоа време кога започна конфликтот во Македонија, јас не бев тогаш министар за внатрешни работи, но добив информации од луѓе што ги познам, наши соработници. Разпоставија контакт, направиме комуникација, го добиме телефонот на Али Ахмети и првото интервју што го даде тој за македонскиот медиум, јас го организирав, го даде за Драган Антоновски, мислам Ајден телевизија беше. Така да првото јавно појавување јас сум го организирал со Драган Антоновски. Со Драган Антоновски, да. Така да сега Драган Антоновски сега прв човек на Македонската информативна агенција. Да. Така да тогаш јас тоа го организирав. Со Али Ахмети, телефонот го наоѓате? Телефонот и контактот. Стројникот го јас разговарав со него, да речеме посредникот што беше да разговара со Ахмети, дека добро да се појави во Македонија, да даде интервју за македонскиот медиум.
Али Ахмети прифати, телефонот го дадов на Драган Антоновски и така тоа интервју се случи. Тренов, посетата на Дзинго, вие со Дзинго бевте многу блиски, бевте и во пратеник, во пратеничките клупи. Како вика, ко Васил Дрингов и Дарко Панча бевте, ко петок и сабота, секој ден бевте заедно. Заедно бевме, да. Сте го прашали ли вие, Љубисав Иванов Дзингов, што мајка бараше ка Слободан Милошевиќ? Мислам дека уште не беше, како се вели, уште експлозиите, бомбардирањето не беше изгаснат огнот на бомбардирањето на СР Југославија. Љубисав Иванов Дзинго со Бошко Трпевски, со Раган Павлович Патач се Покасно појавија. тоа, кога се случувало, јас немав такви контакти со господин Љубисав Иванов Дзинго, имам исклучително добро. Ама има бизниси танге франге со Милошевиќ, веројатно затоа и одеа во Србија. Неговата бизнис, да речеме, корпорација била врзана со бизнисот во Србија и било во интерес на бизнисот, а бизнисот ако функционирал добро во Македонија, било добро и за државата. Така да Се речејќа социјалистичка партија била дел на бизнис системот на Иванов, која требала. партијата била сосема друга работа. Тој со партијата Дзинго беше си ја таму. водеше компанијата и водеше сметка за тие илјадници луѓе што работат да има. Дзинго со Милошевиќ се сретна како лидер Тој повеќе пати се социјалистичка среќава. Да, партија. ама и повеќе. Таму О бе мене ми кажувал дека има двајцата. повеќе средби, не е една. Да, беше снимен, не беше Да, објавена. иначе имал тој бил во директни комуникации со Милошевиќ. А тој беше линија на Лазо Колишевски, Да. едниот и другиот се Да, покојни, беа беа многу линија. блиски, он А вие со бевте Лазо нели жртва и се боревте против А Лазар сега Колишевски. во парламентот Ете како животот ве во спои. парламентот не спои да бидеме еден до еден да седиме, јас од него имам исклучително добри спомени, но без разлика со сите критики што бил, тој ја се обидував дали тоа што го зборува дека е за Македонија самостојна и така натаму, дека да не се менува името, дека тоа го кажува искрено и се покажа дека тој навистина бил патриот за Македонија. Независно од неговите комуникации со Србија, со Милошевиќ, сепак остане тврд на оваа линија и тогаш низ тие процеси, кога беше Груевски околу можните разговори за промена на име, за најде некоја формула да се најде, тој стоеше цврсто на тоа да не се менува никако, ништо. Тренов. Беше Дзинго кандидат ако се направише воен удар во Македонија од Јана да биде прв човек на македонска држава? Мислам не. Не беше во Не. таа. Никош тоа не било спомнато и знам дека му нуделе да биде председател на влада и така натаму. Наместо него после Глигорија Гоговски е ставен. А бе блиски со Глигорија Гоговски, подоцна има нели ова Али мислам дека осигурителна он беше првиот можен осигурителна кандидат и- полиса со Тито Беличанец целата. Да. И одбила значи. Да. Секој случај он водеше сметка за бизнисот. И за некој од многу компонирани политичари, тоа го коментираше многу интересно, викаше дека не направил еден кокошарник, вика, а сака да води државата. А така се случи. Бранко Црвенковски млад, без било какво искуство, пример. Лјупчо Ѓорѓевски исто така. Никола Груевски. Никола Груевски, па и он млад, може и он малку поголемо искуство имаше. Веќе беше министар за Прво финансии. беше министер за трговија, па за финанси и така натаму. За секој случај, сите оние што го оставија бизнисот во Македонија, што има големи компании, социјалистички, комунистички директори, тие што продолжаа да работат, останаа тука. Тие што ги растурија компаниите, имаме само штета. И за нив, и за целата држава. Дзинго и некои други, да не ги спомнуваме, успеа да го задржат бизнисот, вработените тука. Аркан. Средбата во Гран Хотел. Цело српско подземје, Владо Камбовски, Слободан Милоевски и вие правите одреден договор. Аркан не е повикан од српското подземје, дополнително го носите од Белград тука во Скопје, во Гран Хотел, Холидин сега. Во Ја центарот. не сум учествувал таа операција. Милоевски само. Не знам дали он учествувал, таа операција веројатно водела во тоа време државна безбедност. Може ми спомнам Богоевски што се случува, меѓутоа он може би тоа изворно може да гледате го Тренов. презентира. Се правеа шверцови и навистина Куршум не беше испука на територија на Македонија од страна на српското подземје. Значи дека средба сигурно имала, меѓутоа не само што имало, туку дека е почитуван тој договор кој е направен. Правите што ќе правите, но жртви и крв во Македонија да нема, бидејќи тогаш малку фалеше, нели? Не беше, тоа не е резултат на тој договор. Знаете на што е резултат?
бидејќи започна тогаш првиот рекет низ Македонија, почна, па доаѓа и Срби, од Косово и така натаму, од секаде доаѓа луѓе. И што направи јас една операција? Знаете што е клучно за не верувам дека некој ќе почитува некој договор на Аркан, тој ќе врши криминал и така натаму, а другите ќе му аплодират. Клучно беше што МВР тогаш функционираше со целокупниот свој капацитет. Во една ноќ организирав операција, уапсиме 86 луѓе из цела Македонија. Од 2 до 5 сато, од Гевгелија до Куманово. Кој прават рекет? Рекет, криминал, значи рекет, ама насилен криминал. Не сега како што е рекетот порафиниран. Тогаш со уцени, со закони. Па во тоа време сега беа криминалци врзани со србите. Со србите. Со српски криминалци, тука тие даваа логистика. Ние ги затворивме. Дел избега и мерки према нив. Према сите мерки беа преземени. Сите избега у Србија после тоа. Кој како го ослободи судот, избега. И знаеа у Србија, србите, српското поземе, дека во Македонија има полиција која што делува ефикасно. Тоа беше браната зошто не доаѓа. А не договор Камовски. Какво влијание имал Камовски над подземјето или така натаму? Бил министр за правда, велат учествувал во размената. Тука, не бил во Македонија, тој бил тогаш таму. На Аркан со тоа не знам, не секам сега да го... Да, значи, јас кажам дека државата ако не функционира, да некакви договори со подземе, тие не функционираат. Тоа е само подземе признава само сила. Само сила, ако знае дека ако направи криминал ќе биде ќе лежи затвор. Да, ќе лежи затвор. Тогаш и други мерки имаше, не сакам да завраќаме на тој систем, така да знаат дека полицијата делува ефикасно. Нема попуштање према никој. И тоа беше основа Македонија да исчистиме од подземјето од Србија, па и од Косово исто така. Но тоа не траеше долго. Од каде оној анимозитет на Стојан Андов? Вие го спомнавте сега дека партијата на Андов била пројугословенски ориентирани така натаму и така натаму. Од каде тој анимозитет на Стојан Андов кон вас и кон Слободан Богоевски? Имаше мноштво обвинување, па во книгата на Никола Клюсев дека бил фатен кај Доиран, денот кога или вечерта кога е референдум во Републиката, кога се прогласуваше независноста, дека напад кон Грција и така натаму и така натаму. Имате блиски релации нели со Грција, со грчките служби, со грчката полиција. Од каде тој анимозитет на Стојан Андов кон вас, кон Слободан Богоевски? Стојан Андов беше пројугословенски ориентиран. Тој ја формира партијата, значи, или испостава на Анте Марковиќ. Целата идеја беше да се преземе власта во Југославија и тоа слично како темпо што беше тука и Андов го испратија тука да формира партија. Значи, реформски сили во Македонија. Меѓутоа, мојата улога како подсекретар на Слободан Богоевски и на сите припадници, за не сакам никога да го нападна. Значи, бевме ние идеите за самостојна македонска држава, ние директно да ги имплементираме. Он тоа го знаеше, дека овој процес на самостојна држава... Оттаму е конфликтот? Он сакаше тоа да го спречи... Значи да не биде независна Македонија? Едно. Второ, криминалната приватизација сакаше под негов диктат да се одвива. Тој беше главен промотор на модел за приватизација. Он беше и Хенке, десетина за правни директори, најголемите компании беа со него врзани. Тие го започнаа процесот грабежот на Македонија. Значи, тоа што го градеа сите работници. Гаврило Гаврилски, Сидни Витаминка. 10 таа беа топ 10. Беше у неговата партија. Он со нив раководеше и он им кажуваше. Тоа е една димензија дека клучен проблем е постојањето на подсекретарите на Павле Трајанов и Слободан Богоевски. Дека нив ако ги нема, они ќе да бидете елиминирани. Кога вас заменува? Друга работа. Што исто така е клучно. Тој беше во комуникација со српските генералите на ЈНА. Информациите отворено таму ги пренесуваше. И ние затоа, кога ја организирав јас, бидејќи не сакам сега никога да девалвирам, кога добив информација од председателство на СФР тогаш, дека ќе ја одземат војната евиденција, кога направив таа голема операција, се разбира со сите што учествуваа. Овие војна евиденција со возила, камиони и автобуси, сите ја растоваравме у парламентот, долу у подрумот.
Ама паралелно влечеме назад. И Стојан Андов, тој покасно зборуваше дека он седел на бомба. Он не знае дека таму нема ништо во парламентот. Мислеше дека во Значи, парламент. никош ние не го информираме дури за се и презалува Киро Глигоров во тоа време. Андов беше 100% изолирана информација, бидејќи имаше комуникација. Од полицијата. Секоја чест за Стојан Андов. Значи, тој полицијата. си има позитивни страни сигурно. Меѓутоа, во тоа време, од таму влечат тие корени на Анимозитет. омраза, анимозитет према нас, да не тргнат да го Значи, тргнат Андов е понатаму. изолиран од страна на полицијата да не добива безбедносни разузнавачки информации, бидејќи има комуникација. Добивал, ама што не може да ни наштетат на целиот процес Бидејќи на има комуникација осамостојна со Македонија. југословенските генерали тука во Републиката. Тоа беше клучно. Да. Значи тоа веќе е многу сериозна една операција беше клучно. и негова улога во целата таа операција. Значи, комуникацијата, идејата за формирање на голема партија, реформски сили, да преземат власт во Југославија. Козара во Југославија и така, односно Босна и Херцеговина. Процесот на Охрид приватизација да го првично контролират и така натаму. Инаку, за тој процес на приватизација, ние отворивме службата за јавна безбедност, оперативни служби, за секоја поголема фирма или компанија, како се одвива тој процес. Имате одредени Председателот Глигоров не повика на разговор, јас бев Слободан Богоевски и Љубомир Фрсковски, министри за внатрешни работи. внатрешни работи. И сега ние кажуваме како се одвива тој процес. Јас реферирам дека како и на кој начин Киро Глигоров, советник на Анте Марковиќ, кој исто учествува во законот за приватизација. дека овој процес апсолутно, значи, ќе станат газди неколку луѓе, а сите сме создавале Без пари. да, Без без пари. пари. Менеджерскиот тим, акции, па притисок врз вработени да ги остават акциите и така да. И тој процес. Има едно, ајде, кажете. Тогаш што ми кажа председател Глигоров на сите? Вика, и тоа прв пат така во остра форма го кажа. Вика, вие да не се мешате во процес на приватизација, Мавара, вика, ти како подсекретар апсолутно тоа да го тргнете на страна, да не, како сака нека се одвива, вика, тој процес, важно е, вика, ние да го завршиме успешно процесот на приватизација, на промена, на собственоста од државна, да биде во приватни раци, тоа е, вика, интерес на европска, на западот, на западноевропските држави, така натаму, на Америка. Значи, Глигоров тоа. Го покрива како чадор процесот на го приватизација. покри целиот процес тогаш. Тенов, кога сте вие сменети од функцијата подсекретар на МВР? Па дадов едно интервју Да, Нова Македонија, Зоран во Петров. Македонија, Тој е во партијата сега, колегата Зоран Петров. кажав дека имаме почетни облици на Организиран организиран криминал во Македонија и дека е вклучено директно владата. И кажав примери каде се е вклучена владата. И уште тога сте пишале вакви работи. Уште тога сте пишале вакви работи. И тогаш министр беше Фрсковски, вика за 2 недели, ако не ги докажете тие работи, и ќе ве смениме. Кој период е тоа? Па тоа е 93-та година, некаде Пред да се случат овие хард рок и така натаму, значи пред тоа, пред изборите 94-та година, сте сменети. Па 93-та јас на крајот на годината практично го завршив мандатот, бевме во посета на Соединетите Американски држави и тогаш, ама од подсекретар ме назначи помошник. На уште полоша позиција, директно раководиш со целиот оперативен состав на службите. Така да, важно дека тогаш СДСМ на власт не можеа тоа да го издржат, и ако тогаш го исечеме криминалот во корен, ние ќе бевме друга држава. Знаете, имаме многу информации и оформиме 33 предмети за тие 2 недели. Значи, тие информации ги сублимираме во предкривишни предмети. Меѓутоа, тоа не беше доволно и не сменија. Има една информација која вели дека тогашната служба за општествено книговодство. И знаете, вие со едно стискање на копчето можете да префрлите 1-2 милиона, 3 милиони марки од една на друга сметка. Се префрлаат во петок или се префрлаат во понеделник, се завршува трансакција на купување на предпријатието и подоцна парите се враќаат назад. Дека со учество на државни институции во еден голем дел на големи фирми во Македонија е спроведен процесот на приватизација. Имаше такви... Не, јас берам, не дојдов до такви опипливи информации, за сега да можам да ги коментирам, би било... Несериозно ако немате такви информации. Немав такви информации. Знам како се одвиваше процесот, тоа беше грабеж, класичен грабеж.
Но и тогаш предлагав да нема застареност за криминалот што е направено околу грабежот на Македонија. Да нема застареност. Ни СЈО, ни криминал, ни ништо. Бидејќи Никош теа не го прифати, сега гледам дека некои нови промовирани политичари сега исто го предлагат. Сега отиде целата работа, да нема застареност. умре, луѓето искумреме. Сад дојавме една ситуација, семејствата кои беа начело на тие компании се побогати од компаниите, пошто компаниите веќе не служат, знаете како остарен конј. Остарен конј го фрлате во индекс. Сега компаниите вредат многу помалку отколку што вредат богатствата на одредени луѓе кои биле начело на тие неправедна и криминална приватизација. Но што е мојот став сега? Добро е некои компании што продолжија да работат и да бидат успешни. Замислите ако пропаднеа сите. Како што пропадна големи железара пропадна со 10-12 илјади работени. Металски завод. Камо среќа да дојдеа тамо менаџери и да ги одржаат тие системи да функционира, сега ќе бевме можеби побогат од Швајцарија. Но ја ограбија, продава, ја знам една компанија Охридска трговија, тоа го следев изборно. Таму беше Ламбер Нудов, Охридска трговија. Пропадне фирмата за ситни пари. Земале роба, гаранција фирмата, ако не ја плата за толку време, се активира хипотека. Хипотеката и така пропадна. Една голема компанија што фалеше Охридска трговија да функционира. Хилядна Славија или Централна Македонија, трговски фирми. Овој што ја фали многу Борис Стојменов врз база на тоа надавање по заемици и кредити ја направи империјата. Не може да враќа, се активират и го тој систем беше познат. Деловниот простор. Да. Ја знае, да речеме, фирмата баришната на моки, способноста, ќе даде кредит, нема да го вратиш, ќе активира хипотеката и така. Тој систем функционираше. Тие луѓе што биле во тоа вклучени, тоа добро го искористиле. 75 минути. Први дел на интервјуто тука го завршуваме. Ајде малце загревање за следната емисија. 3 пати на ден се слушате со Христијан Мицкоски или помалку или повеќе? Со Христијан Мицкоски прв пат се слушнавме околу францускиот предлог. Тогаш сега велат 3 пати на ден со Христијан Мицкоски. Од тогаш немаме никакви комуникации. Тоа кога беше во почетокот на јули минатата година, тогаш Меќе тоа е приказната Павле Таранов со Христијан Мицкоски. Немам никакви комуникации. Но не е лошо да имам со било кој. Јас не бегам од комуникации, така да не сме имале никакви ни телефонски, ни усмени комуникации, но во парламентот јас комуницирам со сите. И со МИЦЕСКИ координатор, пратеници, како што комуницираме со СДСМ, со ДУИ, со другите партии, со АПСЕ, со сите комуницираме. Сега е берза, кој ќе да ја поише, значи тука завршуваме првиот дел на емисијата. Во четврток, ние како партија сме автентична партија, имаме став за секој прашање, со никого немаме интерес да правиме пакт или коалиција. Имаме стратешки интерес да се движат работите напред на Македонија, да се кориме напред. Имаме многу проекти кои се во функција на Европска унија. 36 точки имаме во четврток во 22 часот. Ќе ги поставиме сите тие прашања, што очекувате, кај да се движи Македонија, зашто е направена реконструкција, али Ахмети Огнени момци, ново мнозинство, кој ќе победи на изборите, дали Павле Таранов една година пред сите избори, кога гледа дека некоја владина гарнитура ќе падне, ја менува страната, сето тоа во четврток во 22 часот. Фала многу. Беше завршило со 75 минути, 76 минути. За можноста одлично интервју. Кажавме многу работи, посебно ова рутата по која Хашим Тачи би бил носен во Косово, може истата рута по која Груевска напусти Република Македонија. Фала многу. Прв дел на интервјуто. Тука е крајот на првиот дел на интервјуто со Павле Трајанов. Во четврток од 22 часот. Дали Трајанов му фрла гума за спасување на Христијан Мицкоски, дали веќе е договорен и спазарен со Христијан Мицкоски, кои се причините за напуштање на владата или на владиното мнозинство, конфликтот помеѓу ДУИ и помеѓу Огнените момци, што де факто ќе се случува на политичката сцена. Четврток 22 часот, второ дел на интервјуто со Павле Трајанов, едно тврдо интервју, гледате на во четврток, нема да зажалите.